Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска вистински ќе уживате, затоа што ќе правам македонска пастармајлија, меѓутоа пастармајлија од сите различни региони во Македонија. Штипска пастармајлија, Велешка пастармајлија, Радовичка пастармајлија. Ќе направам една пастармајлија со димено месо од Кратово и на крај ќе направам една пастармајлија со се заедно. Гледајте не и уживајте. Многу сакам да работам со тесто. Едно од најомилените јадења што ги сакам и на кои сум навикнат од кога сум дете е нашата македонска пастармајлија. Сите народи во светот имаат растегнато тенко тесто, врз кое има разни производи или продукти, испечено и со задоволство секогаш го јаделе и вистински уживале, затоа што и навистина нема ништо подобро од тоа. Италијаните имаат пицата, турците го имаат лахмаџунот, а ние имаме нашата пастармајлија. Штипската пастармајлија е една од најпознатите. Тесто и свинско месо сачинето со црвен пипер и сол. Велешка пастармајлија се прави во тава, малку подебело тесто, пастарма. На времето луѓето користеле многу пастарма, овчо, сушено, месо, солено. Малце се ставало, не многу, затоа што вкусот е многу јак, а од озгора кога ќе се потпече, се додава изматено јајце. Идеална комбинација за оние кои сакаат и подебело тесто. Кратовска пастармајлија со димено месо. Исто така одлична комбинација, ќе ја направам јас и денеска. И радовишки сомун со саздрма. Велат дека нашата пастармајлија потекнува токму од таму од Радовиш. Саздрма, некогаш овчо месо, варено со црвен пипер и ловор, тивко и долго, а потоа од кога ќе се сварело добро и кога маснотијата ќе паднела на него, се ладело и се сечело ред маснотија и ред месо. Денеска истото го прават и со говедско месо, секако во комбинација и со свинско месо, меѓутоа саздрмата е идеална за тоа што дава прекрасен вкус. Во Радовиш ја комбинираат со јајце и со сирење и така ја потпекуваат. Денеска ќе почнам од основата, да направиме добро тесто за пастармајлија. Што значи тоа? Некогаш квасецот бил навистина многу скап и пекарите, за да добијат добар и домашен квасец, што правеле? Пример, во 500 грама брашно ќе додале 500 милилитри вода и 1 грам квасец. Сето тоа убаво ќе го измешале, ќе го соединиле и ќе го остават од 16 до 18 часа на температура од 18 до 20 степени и квасните габички полека ќе се размножат и на тој начин добивале многу добра структура за правење тесто. Тоа го нарекле полиш, потекнува од Полска, меѓутоа во Франција во 19 век го прифатиле како идеален квас за теста на кои треба волумен. А во Италија прават бига. Што значи тоа? Бигата има појака структура. Се става 1 килограм брашно, 460 до 500 милилитри вода и 5 грама свеж квасец или 1,5 грам сув квасец. Сето тоа се замешува само и се остава на температура од 18 до 20 степени, квасните габички полека да се развијат и да добиеме природен квас. На тој начин го правеле и лебот, а јас денеска направив бига која стои повеќе и од 20 часа и е одлична. Што значи сега тоа? Бигата ќе ја ставам во миксерот, ќе додадам 260 милиграми вода на 500 грама бига и ќе оставам сето тоа полека да се соедини. А потоа ќе додадам уште брашно, вода, на крај ќе додадам сол и маснотија, бидејќи правам пастармајлија, а пастармајлијата е позната по тоа што се прави со свинска маст, ќе додадам место масло, свинска маст. Ајде сега да го извадам ова и да ја ставам бигата. Сега ќе земам една дрвена лажичка и ќе ја соберам целата бига.
дека тестото полека си се прави, јас ќе го средам месото. Купете убаво месо од плешка или некое меко парче месо од бутот. Јас најискрено одбрав денеска каре и на месарот му кажав да остави малце повеќе од мастотијата од озгора, затоа што таа исецкав исто така на ситни коцки и ќе ви покажам како најдобро да ја зачините за пастермелијата да биде вкусна. 500 грама бига, 260 мл вода и ќе оставиме сето тоа полека да се соедини. А за тоа време, драги мои, месото исецкано на коцки. Сланината исто така. Не мора да бидат многу големи коцките. Некој ги прави на 5 мм, некој на 1 см. За мене се најубави кога се нешто измеѓу 5 мм и 1 см, затоа што ова е месо кое нема многу маснотија. Пастермелијата се пече на 300 целзиусови степени. Имаме доволно време да се испече убаво и да стане меко, всушност и тоа е поентата. Тестото да биде крцкаво, а месото внатре или мастрафот да биде мек и сочен и вкусен за јадење. Измерив, овде имам 1 килограм месо, заедно со горниот дел од сланината. Ке додадам 20 грама сол. За 1 килограм месо е идеално, не е многу солено, него е идеално, значи имаме убав баланс. Друга работа, ќе додадам 2 лажички црвен пипер. 1 лажичка црн бибер. На повеќе места низ Македонија и пастермелијата ја прават и на многу различни начини, со тоа што додаваат и јајца, додаваат и сирење, додаваат и качкавал во поновно време. И како и да ја направиме, а ако тестото го погодиме, пастермелијата, верувајте, ќе биде навистина многу вкусна. Црвен пипер, бибер и сол. Основниот зачин, како некогаш нашите, а и денеска го зачинуваат месото за пастермелија. Некои дури ставаат и дафинка, јас ќе ставам малце на крајот, да го разубава малце вкусот, нели? Прва и основна работа што правиме? Зимаме масло. Ќе додадеме масло и ќе додадам мас, која претходно 1 час остојала надвор на собна температура. Вака, значи да биде омекната, да не е многу цврста. Ставиме 3 лажици маст и сега целата оваа смеса јас добро ќе ја изедначам. Ќе ја спојам убаво и ако сакате утре да правите пастермелија, денеска направете го ова со месото, покрите го убаво и оставете го во вашиот фрижидер. Верувајте, пастермелиите ќе бидат одлични за тоа што месото ќе прими од зачините, ќе прими од солта, ќе биде доволно масно, токму она што е потребно на пастермелијата. А ако немате време да чекате до утре, ако сакате денес да го направите, и тоа не е проблем. Додека се прави тестото, додека стасува тестото, пастермелијата и месото ќе си прими и пастермелијата ќе биде исто така многу вкусна. На овој начин месото спремено, верувајте дека и до 7 дена може во фрижидер да стои, меѓутоа секогаш на добра температура, максимално до 4-тиот степен, за да не се развијат нели бактериите. Меѓутоа и многу добро да биде спакувано, најдобро во вакуум кеса. Тогаш верувајте дека и до 10 дена ќе може да стои во вашиот фрижидер, а да не се расипе, а да биде сочно и меко кога ќе го обработиме термички. Мислам дека во велешката пастермелија не се додава црвен пипер, ама денеска јас све во едно ќе направам. Значи не смета ништо. Само сакам да ви покажам како наједноставно и најлесно може да направите пастермелии и во вашиот дом. Погледнете ја сочноста. И вака како ќе го ставиме во фрижидер, ќе биде за мерак. Сега една лажичка дафинка. Треба да внимаваме да не го направиме место да биде пресолено. Во тестото што го правиме исто така додаваме сол, меѓутоа никогаш веднаш, откако се добро ќе се измеша, а посебно бигата или подготвениот квас.
Сега само јас ова да го поклопам, да го затворам со најлонска фолија и веднаш одам да видам до кај сме со бигата. Одлично. Ке додадам уште вода и полека ке додадам и брашно. Уште 300 мл вода и 600 грама брашно. Сега ќе додадам 20 грама сол и ќе оставам ова полека добро да се измеша, да добиеме убаво меко тесто. Овој пат тестото не смее да биде цврсто, затоа има повеќе вода, значи поголема хидратација. Така да штом измеша, јас ќе го извадам тестото и ќе го оставам едно 30 на минути, 45 максимум, во зависност од температурата каде што стасува, да го зголеми дупло волуменот. А потоа ќе направам топчиња по 250 или 260 грама и ќе ги оставам и тие два пати да го зголемат волуменот, затоа што на тој начин ќе имаме одлична пастрмајлија која всушност треба да има убава и крцкава кора, а внатре да биде меко тестото и убаво. Ќе видиме нас како ќе ни испадне денеска, ама сега за сега све си оди онака како што треба. Драги мои, тестото откако двојно го зголеми волуменот, го поделив на топчиња по грамажа од 250-260 грама и го оставив во еден друг посебен плех, уште еднаш да нарасне. Сега, многу важна работа, извадете ја најлонската фолија, ако се лепи за тестото, на сец, так, и ќе излезе без никаков проблем. Еве, видите го и ова. Само полека, еве го. Нема ништо да остане на најлонската фолија. И сега многу важна работа. Имаме плех по кој што ќе ги печеме пастрмајлиите. Меѓутоа, треба да ги различиме на работната маса. И ќе ви објаснам како да постапите понатаму. Плехот цвртете го вака. Сосема доволно. И сега, ова е со здрмата. Рацете малце во зејтин и многу нежно извадете топчињата. Меѓутоа, не го стискајте тестото за тоа што ќе го убиете. А тоа не е поентата. Некои го прават ова и со брашно, јас кога правам пастрмајлија, ова го правам на масло, затоа што така е најдобро. И сега, погледнете, средишниот дел. Колку меури има за мерак тестово е одлично. Да не заборавам, уклучете арерната на 300 степени или на 275 или на 250. Разликата што е? Кога е на 300 степени, има убава јака температура, ќе рипне повеќе тестото. На 270 исто малку подолго време ќе му треба, а за на 250 ќе го добиеме тој убав облик, меѓутоа тестото нема да биде како на 300 степени, затоа што температурата секогаш си го прави тоа нели што треба. Сега, од кога ќе го направите овој момент, многу нежно земете го тестото и ставете го на плехот. Направете го ова. Многу едноставно. Меѓутоа, ако не сте го правеле ова до сега, навистина многу внимавајте. Има и еден друг начин, ќе ви го покажам. Меѓутоа, прво ќе ставам, ова е за штипската пастрмајлија, бидејќи моето студио хангар е во Штип, а ова ќе биде за велешката пастрмајлија. За велешката пастрмајлија ставете масло и истото како и за пицата. Раширете го тестото низ целото тавче. Меѓутоа, оставете малце повеќе тесто на краевите. Тесто, богато со глутен, богато со протеин, кога ќе го разликувате, знае и да се собере поради јачината на глутенот.
Ако не може од прв пат да се растегне, додека ги правите другите, тоа ќе омекне, а после тоа многу едноставно ќе го расшириме низ целото тавче. Ајде сега да продолжиме понатаму. Оваа ќе биде кратовска со димена сланина. Еве го истото. Еве сега она што сакав преска да ви кажам. Сега малку помалку го разликав тестото, кренете го и ставете го вака на двете раце и само расширете го, обликувајте го. Еве, кратовската. Има место за уште една пастрмајлија. И многу е брзо печењето затоа што температурата е многу висока. Така да, кога ќе ги испечите едните, она тесто што ви останало, ќе го направите и ќе го ставите да се испече. Ајде истата техника. Одлично. Кренете, ставете тука, дигнете, погледнете како ги држам рацете и еве, хоп. Сега ќе расширам. Овде малце ќе ја истенчам. И тоа е тоа. Ајде сега и со другиве да го направиме истото. Ете така. Ова ќе бидат одлични пастрмајли. Еве го месото во свинска маст со зачини и со масло е готово. Видете го, за мерак. Ајде сега да направиме прво штипската пастрмајлија. Поздрав до Штипјани. И едно старо традиционално трикче што го научив од еден стар мајстор, ми вели вака: на пола печење ќе ја извадиш пастрмајлијата и ќе ја премачкаш со свинска маст. Или на крај ќе ја премачкаш од која ќе се испече. Маста ќе навлезе во тестото и ќе биде крцкаво, убаво и вкусно. Одлично. Ајде сега да ја направиме велешката. Сега ќе го стиснеме малце месото, вака, да навлезе во тестото. Одлично. Оваа пастрмајлија ќе биде со димена сланина и со месо. Кратовска. Поздрав и до кратовчани, а секако поздрав и до велешани. И на крај ќе ја направам со саздрма. Сега тука иде малце помалце месо, затоа што ќе додадеме и саздрма. Пред да додадам саздрма таму, ќе додадам во кратовската сланина сецкана. Овој пат не е традиционално на големи парчиња. Наискрено и не ја сакам многу сланината на големи парчиња, затоа што тоа е веќе термички обработено, нели димено е. Кога ќе оставиме на јака температура многу често, знае и да се испече и не е згодно додека се јаде. Вака, на ситни парченца насекаде, вкусот ќе го има комплетно кај да каснеме, ќе има вкус на свинско месо зачинето и на сланина. Во ова тавче ставив тесто и ќе направам една пастрмајлија со се. Значи ќе има месо, ќе има саздрма, еве ќе ставиме месо. Ќе ставиме саздрма која е ситно исецкана, испоена со маснотијата. Дури ја прават и само со саздрма. Ама јас ја сакам вака кога е збогатена и со свинско месо. И сега ќе земам малце сирење.
Јајцето ќе го ставиме на крај. И овде ќе ставам саздрма, нека има, нека биде баш со се. Сега прво ќе ставиме јајце на велешката. Има интересен начин внатре како да се измати јајцето. И разнесете го насекаде низ пастрмајлијата, меѓутоа не заборавајте, овде тестото и месото се главните звезди. Јајцето е само додаток. Одлично. Таа е готова. Сега идеме понатаму. Овде, во оваа пастрмајлија со се, ќе направам мало дупче, ќе оставам јајцето и ќе додадам и малце кашкавал. А врз кашкавалот ќе додадам и малце сирење. Оваа ќе биде екстра пастрмајлија од сите региони на нашата преубава Македонија. Многу вкусно изгледа. Навистина многу вкусно. Ова сиренце ќе го додадам тука во радовичката пастрмајлија, во средината. Ќе додадам едно јајце на око. Може и да го разматите. И тоа многу едноставно. Фатете со раката и само помалце навака натака. Сега се што треба да направам е да ги однесам пастрмајлиите да се печат и едва и чекам, драги мои. Многу сум среќен денеска. Ја испочитував македонската традиција кога станува збор за тесто врз кое има мастрав. Се надевам дека сите што гледаат од Штип, од Радовиш, од Кратово, дека ќе им се допадне ова што го направив. А вие скопјани, не чекајте, купете брашно, направете бига и уживајте додека ги правите вашите пастрмајли. И секако не заборавајте, поканете ги вашите роднини, вашите пријатели, вашите комшии за тоа што погледнете оваа убава гледка. Македонска пастрмајлија. На сите ќе додадам лути феферончиња. Овде ќе ставиме 3. И тоа е се за денеска. Вистински уживав, се надевам дека уживавте и вие. Денешната епизода беше навистина превкусна. Сите пастрмајли што ги направив испаднаа за мерак. Штипската, Велешката, Кратовската, Радовишката, пастрмајлијата со се, навистина се за почит. Меѓутоа, секогаш внимавајте тестото да биде баш за пастрмајлија. Имајте трпение, направете ја бигата, почекајте се заедно да стаса, од кога ќе го замесите тестото и бескрајно уживајте во вкусот кога ќе ја јадете пастрмајлијата по ваш избор. Посетете го нашиот веб-сайт или нашата веб-продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да бидете виртуоз во вашата кујна. Голема благодарност и до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова. Ви благодарам и имајте пријатна вечер.